Фрчат тужби за навреда и клевета во општина Берово. Сега навреден се почувствувал градоначалникот Наџински, пак ќе го тужи председателот на Советот Матеничарски за текстовите објавувани на партиските веб портали. Го гледам човекот дека залутал во политиката и префруструирано сака да ме омаловажува не само како градоначалник, како функција градоначалник, туку посегнува и по моите лични авторитети. Матеничарски е дециден дека не изнел невистини и клевети за Наџински. Јас нети сум изнесел лаги и клевети према него и неговата личност. Јавно кажувам дека ќе се спротивставам на сите негови тужби со аргументи и факти за сето искажено до сега. Првата година од мандатот на поделената локална власт во Берово, меѓу градоначалникот од ВМРО ДПМН и мнозинството во Советот од СДСМ, испиша доста турбуленции. По неколку наврати го поканувам председателот, ги поканувам и координаторите на советничките групи. За жал, кај нив се случува нешто што за мене е необјасниво. Ако нешто се договориме на координација, која морам да кажам до сега ја имаме одржано само еднаш, другиот ден кога се одржува седницата, од тоа што си имаме договарано нема ништо. Но каде е во ова меѓусебно препукување интересот на граѓаните? Се продолжи исто со тој начин на работење, мислам дека најголемата штета ќе ќе поднесат самите граѓани. Јас сум отворен за соработка. Се што е во интерес на граѓаните на општина Берово, Советот ќе ги донесува одлуките за нивно решавање, односно за да се реализираат проекти. Инаку пред известно време, навреден и наклеветен од градоначалникот, се почувствувал председателот на Советот. Неговата тужба се уште не е процесуирана во судските инстанции, но дека двајцата локални функционери ќе се најдат на суд е се поизвестно.